Добро утро и од мене во Слободен печат. Што значи дигитализација на земјоделство? Колку од младите се заинтересирани за студии по земјоделство? Во каква состојба ни е аграрот? Се грижиме ли доволно за производство на храна? Утро во одговор на овие прашања, меѓутоа и на многу други, побаравме одговор од првиот човек на Факултетот за земјоделство и храна, деканот Миле Марковски. Добро утро, во името на Слободен печат ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро утро и добро ден од мене до вас. Најавив дел од прашањата на кои што ќе продискутираме утрово. Минатата недела имавте промоција на нова студиска програма. Станува збор за дигитализација во земјоделство. Ова представува некаква интеграција на 4 факултети практично во кои што ќе бидат вклучени во оваа студиска програма. Кој беше мотивот за акредитација на вакво нешто и детали околу начинот на студии и евентуално промоција на програмата, да ги заинтересираме на некој начин матурантите за упис во септември? Мотивот за реализација на ваква студиска програма Дигитално земјоделство, кај што носител на нашиот факултет, Факултетот за земјоделски науки и храна при УКИМ, беше како резултат на повеќе од една година истражување на образовниот процес и на истражување од одекот и барањата на стопанскиот сектор на бизнес заедницата. Во комуникација постојана со стопанството и со бизнес заедницата дојдовме до заклучок дека повторно е потребно нови идеи и нови имплементација на нови студиски програми кои што ќе бидат во корис и на образовниот процес и во корис на стопанството, тоест производството на храна и преработки од храна. Во таа насока Факултетот за земјоделски науки и храна заедно убаво кажавте со уште 3 други единици на УКИМ, тој е Машинскиот факултет, ФИНК и ФЕЙ, во компилација направивме студиска програма Дигитално земјоделство, 4 годишен студиум, 240 кредити, кој што носител е нашиот факултет. Ние очекуваме дека оваа студиска програма ќе побуди голем интерес кај средношколците, кои што во сега полага и државна матура на 1 и 8. Да, се уште полагаат. Така и јас се надевам дека на првиот уписен рок ќе ги исполниме очекуваните бројки на запишување на вакви студенти кај нас, затоа што дигиталното земјоделство е нешто кое што е предвесник на она кое што треба да биде во нашата држава, кое што постојано зборуваме дигитализација, осовременување на образовните процеси, осовременување на земјоделското производство. Се тоа го правиме во таа насока да нашиот факултет како предвесник на многу реформи во образованието и како предвесник на многу реформи во делот на научната сфера во земјоделството да излезе во пресет на стопанството со подготвен кадар да директно се соочи со новите предизвици кои што престојат во денешното време. Професоре, што значи дигитално земјоделство? Може ли да ни објасните? Еве, да може да не разберат буквално сите од 7 до 77. Дали значи тоа дека ќе има осовременување на одредено производство и агрономот кој што ќе има дипломирано на овој смер, дека ќе може да ги сумира тие резултати? И како второ подпрашање, кои се придобивките за еден земјоделец од дигитализација во земјоделство? Бидејќи кога ќе се спомне дигитализација, ние некако имаме впечаток дека треба се да биде компјутеризирано, а тоа не е така во аграрот. Апсолутно, дигитализацијата е пред да се воведе ова студиска програма на дигитално земјоделство, дел од стопанството е на земјоделскиот сектор, производството на храна и прехранбениот сектор, имаја чекори кои што ги направија во дигитализацијата, во современувањето на механизацијата. Сега немате вие современа механизација од типот на современи трактори и приклучна механизација која што не е вграден GPS систем. Не сакам да спомнувам трговски марки заради медиумската ваша покриеност, значи постојат современи механизации кои што во моментот нема, можеби таму има посовремена дигитализација во однос на автомобилите кои што ги возиме, затоа што таму треба прецизност во самото земјоделство до перцепција до крајниот производ кој што го користи тој процес на дигитализација. Она кое што дигитализацијата го поставивте како прашање што значи дигитализација. Дигитализацијата во поширока смисла на зборот има два подсегменти, тоа е прецизното земјоделство и паметното земјоделство или смарт специализацијата. Сите два субјекти прават една компилација на дигитално земјоделство кое што треба да одговори на предизвиците кои што кажав престојат кај нас како образовен сектор и како земја која што се грижи за земјоделството и за земјоделството како стопанска гранка во нашата држава. Сето ова кое што ние го имавме на хартија ставено едноставно побуди голем интерес и кај донатори, кои што за овој процес морам да кажам дека имавме голема поддршка
од програмата за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ и Германското друштво за меѓународна соработка ГИС, кој што излегува во пресед, го слушнаа нашето побарување како образование, како земјоделски, како факултет земјоделски науки и храна и го слушаа стопанството дека тоа е насушно потребно. Заедно со нив, заедно со компилација на останатите чинители и фактори на овој процес го создавивме тој процес на дигитализација. Самиот процес на дигитализација е користење на современи алатки. Значи, пехаметри, кондуктометри, мерење точно на влага, прецизно земјоделство, прецизна сејдба, со користење на современи техники за наводнување, со современи техники за обработка на почва, користење на агрометролошки станици за предвидување на некои болести и штетници. Сето тоа се алатки кои што понатам претходно беа користени и од земјоделските стопанства и од приватни земјоделци. Сега ние сакаме да создадеме кадар кој што точно ќе ги добија сите тие вештини за да паметно ги користи сите тие алатки. Сумирање кај сите резултати треба да стигнат до овој човек, колку што ве разбрав, до тој што студира дигитализација, не знам како ќе се вика, веројатно земјоделски дипломиран земјоделски инженер, так, насока дигитално земјоделство. И тој практично ќе го раководи целиот процес. Дипломираниот земјоделски инженер кој што после 4 годишно студирање на нашиот факултет треба да ги добија сите вештини кои што се неопходни за да има и се впушти во производство и толкување на некои резултати кои што се потребни да ги се соочи со реалноста. Тоа значи да ги толкува резултатите кои што ги добива од сензори, да ги толкува резултати од GPS со користење на современа механизација. Потоа да прави паметни и прецизни пресметки за норма за наводнување, паметни пресметки за норма за ѓубрење, паметни пресметки за норма на сејдба на житни култури, на окопни култури, потоа да води сметководство на фарма со користење на алатки за да има се со тоа цел поголема ефективност во самиот процес на производство и нормално поголем економски бенефит од таквото производство. Колку студенти предвидувате или со оваа програма треба да се запишат на факултетот за земјоделство и храна? Нова студиска програма според акредитацијата е предвидено да се запишат 50 студенти за оваа академска година. Јас се надам дека таа бројка ќе исполниме, но сакам да кажам дека освен ова насока дигитално земјоделство на факултетот за земјоделски науки и храна постојат и други насоки кои што се исто така подеднакво битни и значени за образовниот процес и за стопанството, тоа е со кај што ние работиме, тоа е земјоделството и производството на храна, тоа е насоката лозарство, воштарство, солинарство, агроекологија, агроекономика, анимална биотехнологија, растително производство, и сите останати други насоки, градинарно-цвеќарската насока, со хортикултура, сите се тие насоки кои што се подеднакво значајни како и дигиталното земјоделство. Целта наша е понатаму како факултет, како универзитет, нова студиска програма, бидејќи на овие студиски програми имаме и втор циклус студиум, сакаме и на ова студиска програма дигитално земјоделство да се насочиме кон втор циклус на студиум, едногодишни студиум, точно. За ова се вклучени експерти од страна, конкретно од Словенија, од Хрватска, кои што ќе ни помогнат во акредитацијата, изготвувањето на силабусите и целниот наставен програм да биде препознатлив не само на македонската почва, него да биде препознатлив тој дипломиран земјоделски инженер агроном и втор циклус надвор од границите на нашата држава. Едно време се бараше место повеќе на земјоделскиот факултет. Студенти кои што не се запишуваа на останатите природни науки и завршуваа на земјоделски имаше над 300 студенти. Оно што го покажува вашето искуство, јас сум нели од страна како новинар дека во последните 10 години е премногу опаднат интересот. Како стојат бројките сега со упис на студенти? Имаме ли насоки кои што се преферираат и колку вкупно дипломираат, колку се запишуваат и колку дипломираат? Што вели вашето искуство? Тенденцијата на запишување на студенти не само на нашиот факултет, генерално на техничките факултети, на оние помалку, ајде да кажам, сите сакаат да бидат IT инженери, помалку атрактивни и особено на факултетите од делот на биологијата и земјоделските науки и ветерината, бројот на студенти опаѓа. Вие во вашето воведно прашање кажавте некои студенти кои што не можеле да се запишат, па се запишувале на нашиот факултет, но јас ќе го кажам обратниот пример. Голем дел на средношколци, вклучувајќи и мене кога дипломирав, кога завршив средно образование, не се двоумев, се запишав на факултетот за земјоделски науки и храна со тогашното старо име земјоделски факултет. Да, голем дел од нив кои што не се запишувале на другите факултети, бидејќи имаше друг начин на критериуми за упис на тие факултети, па завршување на земјоделскиот факултет. Јас не завршив од тие кои што биле на некој, па јас директно се запишав на зашто како средношколец знаев каде сакам да студирам и се запишав на земјоделскиот факултет. Да, малку но тогаш беше поголема бројка. Јас сакам како декан, кој што почнав мандат од 1 мај, да таа тенденција на не
студенти кои што не сакале да се запишат на друг факултет, не, да ги убедам студентите, да ги убедам стеношколците и ние како не само јас, наставниот кадар на факултетот за земјоделски науки и храна, сакаме да ги убедиме стеношколците дека иднината е во земјоделството и во производството на храна. И затоа апелирам дека оваа студиска програма, не само ова, и останатите 10 студиски програма се исто толку атрактивни како што се и другите студиски програми на нашиот универзитет. Изборот на секој стеношколец и на секој родител кој што при изборот на студиската програма и на факултетот треба да влие во правилен насок. Затоа што нашиот факултет е признат факултет кој што факултет слави 77 години. Ние во нашата дискусија не зборуваме дали нашиот факултет и диплома е призната диплома. Нашата диплома по дефолт е призната. Нашиот факултет има и просторни и човечки капацитети за да може да одговори на сите предизвици. Факултет кој што се покажал во минатото, сегашноста и ќе се покажува во иднината. Затоа што со оваа насока факултетот покажа дека е предвесник и на новите технологии. Ние не мирувавме, го видовме одекот кој е на стопанството и директно би брзо реагиравме, создадовме студиска програма Дигитално земјоделство. Сега почнавме да постојано комуницираме и со средните школи. Во постојана комуникација јас како еден од првите луѓе на факултет, заедно со мојот тим и со сите вработи на факултетот, сите наставници ги мотивирам да почнат да работат и со средношколците, да се поврзи таа спрега помеѓу средните школи со факултетот, за да кажеме да факултетот ги отвора вратите. Впрочем, на факултетот првпат средношколци полагаат државна матура кај нас на факултетот, за да го видат, за да го осетат факултетот, каква се структура има и какви се простори, што нуди факултетот, така да се очекувам дека при самото влегување на средношколците на факултетот веќе првата бариера се разрушува. И тоа е првиот начин за да ги привлечеме самите средношколци да своето образование од средните земјоделски, хемиски и технички школи да ги проложат на нашите факултети, тоест на нашиот факултет. Затоа сакам да кажам дека спрегата помеѓу средното образование и факултетот треба да е постојана. Ние ги отвораме вратите и за средношколците постојано во текот на целата година со проекти кои што ние ќе помагаме. Исто така факултетот со новата акредитација воведе стручна пракса за задолжителен предмет. Така да кај нас сега на факултетот стручната пракса не е само добивање на подпис, реализација. Тоа ми беше следното прашање, колку нашите агрономи одат на терен, бидејќи голем дел од стопанствата се затворени, сега се е раситнато. Има ли потреба од агрономи и колку стопанството, односно приватниот сектор е подготвен да ја овозможи таа практична работа? Колку се подготвени нашите агрономи, земјоделски инженери по завршување на факултетот веднаш да се вклучат во производниот процес? Факултетот за земјоделски науки и храна има подпишано преку 300 меморандуми за соработка со стопанството. Да не ги набројувам сите фирми, од најголемите до најмалите стопанства кај што се обавува земјоделска гранка и производство на храна. Факултетот со тие меморандуми за соработка има подпишано и со некои фирми кои што имаат и платена стручна пракса, кај што наши студенти веќе одат на платена стручна пракса и тој број не е мал. Ние сакаме да нашите студенти кои ќе дипломираат од нашиот факултет да стекнат вештини кои што директно ќе бидат презентирани во самите стопанства и да самите стопанства кажат дека од овој факултет, од оваа институција излегува стручен кадар кој што нормално ќе одговори на нивните предизвици. Нивните предизвици се големи, но да одговори на почетните предизвици за она за кои што се школува. Затоа факултетот ги дава основните вештини кои што еден дипломиран земјоделски инженер тие основни вештини мора да ги знае и да почне да работи. Она кој што сакам да го кажам и на почетокот го заготнав е стручната пракса. Ние сега имаме стручна пракса кај што нашите студенти во 4-та година одат во стопанство или во фирма XY, кај што заедно сопственикот и тој што му е ментор во самата фирма, заедно со студентот ќе креираат на крај оценката на тој предмет. Ако студентот 15 недели оди на стручна пракса е пратен кај вас, е конкретно посублиматно да го направам. Ако некој студира новинарство, порано беше да дојде кај вас во телевизија, ќе му речете вие, не мора да идите, ние ќе подпишеме. Не, 15 недели диди кај вас во редакција, да припрема прашање, да припрема гости, да гледа во студио како се тоа се снима и заедно вие како новинар да одите на правниот факултет на катедрата за новинарство на тој предмет, вие да го цените со проектна задача како тој студент дали одговорил на она кое што е направено. Ние тоа сакаме да го направиме и го правиме со задолжителна стручна пракса на нашиот факултет. Нашите студенти во 4-та година тој предмет треба да го однат во стопанство, кај што наоставно оценката кај на стопанственикот
не стопанственикот, него тој што му бил ментор во тоа, во таа фирма, заедно со наставникот ќе ја формираат крајната оценка. Факултетот, таа стручна пракса може да се одвива во стопанство, може да се одвива и на нашето опитно поле, бидејќи факултетот има своји површини, 72 хектари во Лисиче, кај што развива нови технологии на земјоделско производство и производство на храна. Исто така факултетот има и своји сопствени капацитети на факултетот. Впрочем, со оваа студиска програма се оформи и се екипира најсовремената лабораторија за дигитално земјоделство. Лабораторијата е комплетно опремена со најсовремени дронови, фотокамери, 3D принтери, се што е потребно за студентот да ги добие и основни вештини. Затоа што кога ние предаваме теорија едно, практична работа е друго. Сега на факултетот, освен теоретските знаења конкретно за дигитализацијата, учениците, нашите студенти ќе се соочат директно во лабораторија, со лабораторија кај што има дронови, фотокамери, 3D принтери, сензори за мерење на почвена влага, сензори за мерење кондуктивност, сензори за мерење на pH на почвен раствор. Сите оние алатки кои што се потребни да ги има како вештини и како алатки кои што понатаму ќе му служат во неговото надоградување во самиот процес на производство и на работа. Професоре, времето ни е кратко. Имаме уште многу прашања на кои што треба да одговориме, меѓутоа за тоа во една следна прилика. За крај, околу состојбата на македонското земјоделство. Како човек од науката бевме аграрна држава, сите влади претходно се декларираа не декларираа практично како аграрна држава, меѓутоа доколку прошетаме по пазарите ќе најдеме наместо тетовски кинески граф, не знам, увозно млеко, за месо веќе и не станува збор, увозни домати од Албанија, од Грција. Постојано на РАСФ системот за квалитетна храна се пронаоѓаат салмонели во месо, меѓутоа ни враќаат и наше овошје. Каде е сега еден сублимат производството на наша храна и колку ние како држава, ваше лично мислење, сме подготвени да го вратиме приматот за земјоделска држава? Бидејќи ако немате производство на храна, едноставно сте увозно зависни и тука трпиме сите, почнувајќи од стопанството, производителите и секако граѓанинот на крај кој што треба дојде да го купи сето тоа производство. Ова е сублиматот повеќе прашање како едно прашање. Јас се надевам дека во неколку реченица ќе дадам одговор на ова големо прашање со многу подпрашања кои што се секторски. Ако почнуваме да збориме за растителното производство, од еден сектор стоčarството е друг сектор, по стоčarството свинарство, затоа и ви ги поставив сите како сублимат да можете да одговорите. Факултетот за земјоделски науки и храна секогаш излегол во пресред на државата и на кој што се побарувања на органите на самата држава. Министерството за земјоделство, шумарство, стопанство, органите внатре во самото министерство, Агенцијата за храна, инспекторатот, Агенцијата за поттикнување развој на земјоделството, строгните министерства како што е Министерството за животна средина и просторно планирање, изработува елаборати, случни мислења. Во однос на производството на храна, точно количеството на храна во Македонија генерално се намалува и самите површини на посејани површини, ако гледаме, се намалува. Тоа е аналогно на бројот на население. Бројот на население се намалува, адекватно не се намалува и самото производство на храна. Но тоа не значи дека ние како земја, како факултет, како научен кадар не треба да апелираме дека ние треба да бидеме суверена земја, кај што тоа е една од агендите, да сами суверено си ја произведуваме она основна храна која што ни е потребна. Значи да бидеме суверенисти во производството на храна. Но оние основни параметри кои што ги имаме како држава, пченица, јачмен, основни продукти, млеко, месо, оние продукти кои што како држава секогаш сме ги произведувале и ги произведуваме. Има сектори кои што се јако развиени, има сектори кои што потфрлија едноставно не се соочија со самиот предизвик. Бројот на сточниот фонд во Македонија секоја година се намалува. Еден од причините цената, производството, друг фактор е човечкиот фактор. Значи нема население кое што би се занимавало сега со такво производство. Ние треба да ги мотивираме да тоа не биде така. Имате во тој сектор свинарството, кај што сега конкретно наш наставник професор кој што е вклучен во тој сектор, кај што тој сектор покажува видливи резултати. Во делот на свинарството. Зборувам во научниот дел, не во цените на чинење и така натаму. Има сектори кои што се многу јако развиени, но некои сектори кои што допрва треба да се посветиме поволно со повеќе внимание и да постигнеме што е можно повеќе резултати. Кај нас во Македонија секојаш се мисли дека ние сме аграрна држава, да, по дефиниција сме аграрна држава, но според бројот на хектари кои што располага нашата држава, со бројот на хектари на обработливо земјоделско земјиште и не сме така аграрна држава.
Ние имаме 16.200 хектари под овощарство, околу 32.000 лозови насади. Тоа, ако ги земите во една глобална цифра како бројка, се ништово бројка во однос на ние. Но Македонија е препознатлива и од толку малиот број на хектари во однос на квалитетот. Значи, квалитетот на македонското јаболко, квалитетот на македонскиот автохтонен граф од Тетово, кочанскиот ориз, пелепскиот тутун, радовишкиот тутун и оние производи кои што ги имаме во цела Македонија, кои што треба да ги заштитиме и да бидат бренд на Македонија, кои што се треба да бидат и за македонско производство, но извосно ориентирани по нешто што сме препознаени. Тука се анималните производи, кашкаво, сирење, кои што сме препознатливи. Во однос на квалитетот на производите, тука е грижата на Агенцијата за храна и институциите во државата кои што треба да се грижат за мониторинг, определување на квалитетните својства, квантитативните својства на тие производи. Ние само можеме да ги едуцираме и да ги насочуваме. И секој земјоделски производител пред се треба да биде совесен во своето производство, да ги користи сите оние гапови и сите оние добри земјоделски пракси, да не се доведе во ситуација да нашите производи се вратат од границите на Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина и така натаму. Значи ние први треба сами себе да си тргнеме, да бидеме самосвесни за состојбата со македонското земјоделство и за она кој што го аплицираме. Ако постои регулатива кои препарати, заштитни средства треба да ги користиме, треба да ги почитуваме. Тука треба да бидеме самите свесни. Државата може да помогне со едукација, со мониторинг, со контрола, така, не може да контролира но не може да контролира на совеста на некој кој што сака да биде несовесен и да прави нечовечки дела, да користи заштитни средства кои што се забранети. Тука едноставно тоа е одговор на прашањето во однос на квалитетот. А јас можам да уверам дека Македонија е земјоделското производство кај голем дел, кај најголем дел се производи кои што се здравствено и безбедно исправни. Со нечесни исклучоци на оние кои што го прават бајпас на тие активности, не ги почитуваат добрите земјоделски практики и има свое производство на свој начин. Затоа не можам да коментирам, затоа што е свесна самите тие производители кои што на таков начин произведуваат и користат препарати кои што се недозволени. И тоа не се случува. Се случува, да, за жал многу често. Професоре Марковски, ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Оставам простор за некое следно дружење. Предпоставувам дека за кратко време ќе имаме и некоја нова акредитирана програма која што ќе биде посовремена и ќе ги натераме на некој начин младите да се запишуваат на факултетот за земјоделски науки и храна. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следете на веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам и имајте пријатно попладне.